Па искрено да ви кажем, со оглед на тоа, на маските кои беа презентирани на Струмичкиот карнавал, очекувавме некоја награда, но не баш прва. И така да, маската е работена околу рекордни само 3 недели ја правим. Чија беше идејата да се обработи токму оваа тема? Оваа тема беше многу поодамна, но сепак ова на брзина решивме, ајде да правиме и ја спремев. Моја идејата. Добро, ајде да видиме, вие година бевте до 20 члена. Искуството покажува со години оние кои што ги добиваат првите награди во оваа категорија, потоа преминуваат во оние повисоките. Значи ли дека во следните години може да видиме и со помасни? Тоа се зависи од повеќе членови. Ако најдеме повеќе членови и повеќе луѓе, ќе видиме. Значи ние се трудиме и мислам дека оваа година и до година ќе се дополни уште повеќе, ќе видиме најдобри и побови. Никола Карев од самото почнување на организиран Струмички карнавал секоја година зима учество. Ниједна година до сега немаме промашено со учество. Некоја сме освојувале и прво, и второ, и трето, и утешни награди сме устанувале и без награда, но оваа година ми е посебно драго што освоивме прво место, бидејќи колегите и учениците работеа скоро 3 месеца. Пауните ќе останат во Никола Карев како потик, ќе станат како потик за уште понатамошна работа и уште се надевам дека следната година ќе имаме уште поубава маска. Па оваа награда значи круна на нашата 10-годишна работа и посебно ни е драго, бидејќи беше во една многу силна конкуренција. Оваа година и ненаградените маски заслужуваа прво место. Колку време ја подготвувавте годинава маска? Околу 2 месеци. И тешко ли беше да се дојде пред се до идејата, а на крај реализација? Идејата е најтешкото нешто, но имаме многу луѓе во групата кои се полни со идеи. И имаме борба, фактички која идеја да биде оваа година. Годинашнава идеја е идеја на Љупчо Станковски и тоа веќе неколку години уназад. Но сега беше вистинскиот момент, бидејќи минатата година бевме патот кон Вселената, а оваа година веќе почнуваме пак од почетоците. Отидовте до Вселената, година да се вратите на почетоците. Што е тоа што ќе го измислите за наредната година? Нека биде тајна, ќе видиме. Тоа што го добивме како второ место од жири комисијата не сме задоволни, затоа што целиот град зборува дека нашата маска е морален поведник на овогодишниот Струмички карнавал и мислам да во иднина, ако така продолжат, треба да се позамислат дали луѓето ќе учествуваат на карнавал. Ние по навика секој пат бевме трети, но оваа година се радуваме бидејќи скокнавме за едно место погоре. Значи ли тоа дека се надеват идната година да скокнете уште едно место погоре? Ќе видиме. Не се надеваме, по навика веќе се знаеме, стално сме трети или втори. Сега, колку сте задоволни од карнавалот, од сето тоа што го понуди оваа година карнавалот, од маските и од тоа што вие го понудивте? И дали на крајот изгледа сето она кое што беше на почеток како замисли, како идеја? Мислам дека карнавалот во целина беше добар, имаше добри маски, богато изработени маски. Што се однесува до нашата маска, вложивме труд, представивме еден древен обичај, која ја наговестува пролетта, убавината и љубовта. Нашата аксантика се вклопи точно во темата на нашиот карнавал љубов и убавина. Меѓу другото, вашата аксантика доби медал од првиот човек на Асоциацијата на карнавалските градови, односно европските карнавалски градови. Колку сето тоа ви значи како признање? Па добро, и тоа е плюс признание, затоа што аксантика беше доста свежа. Мислам дека имавме и добар настап, и добра кореографија, и се ни беше добра композиција, се беше и во боите складно. Мислам дека ништо не стрчеше на неја.